Ги охрабрувам земјоделците да сметаат на партнерство со владата, рече премиерот Зоран Заев денеска во Неготино на средба со градоначалникот Тони Делков и лозари и граѓани кои се собраа денеска да го одбележат Свети Трифун. Тој им го честита денешниот ветски празник Свети Трифун, кој се смета за заштитник на лозаровинарството. Посакувајќи им берекет, тој им се придружи во одбележувањето на традиционалната манифестација со која се одбележува почетокот на новата гроздоберска сезона. Истовремено на градскиот плоштад во Неготино беа закроени и виновите лози символично на тој начин, стартувајќи со годинашнава операција на подготовка на доброто квалитетно тиквешко грозје. Инаку денеска премиерот Зоран Заев со министерот за земјоделие Љупчо Николовски беше гостин на директорот на Тиквеш винарската визба од Кавадарци Свето Јаневски, кој има своји плантажи во регионот на Лепово. На плантажите на Тиквеш, каде што се огледуваат врвни сорти на грозје, беше извршено символичното закројување на лозјата, каде присуствува голем број на гости, деловни партнери на Тиквеш и присутни од Кавадарци, Неготино, Демиркапија, Градско и други места од Тиквешијата. Дозволете прво да го честитаме Свети Трифун, големиот празник верски, штитеник на лозарите, да посакаме берекет. На почетокот сме на сезоната. Се надевам дека денеска на еден традиционален начин, онака како што се личи, заедно со нашиот народ, ќе одбележиме овој старт на сезоната за лозарството, многу важен дел од секојдневието во Република Македонија, заради тоа што повеќе од 18.000 семејства живеат од лозарството, тоа се некаде повеќе од 80.000 граѓани кои што чекат на добар род и секако поволни цени за продажба на грозјето. Знаеме дека во минатото немаше многу среќа за лозарите. Имаше невреме, не беа на време платени производите, односно грозјето кое што беше произведено. Имаше каснење на субвенциите, не беа навремени или слично. Јас сум среќен што можеме овој старт на сезоната да објавам дека субвенциите се исплатени многу навремено, 2 недели пред самиот старт на сезоната. Веќе почнавме разговори со винариите и откупувачите, за да може да обезбедиме колку што е можно поповолна цена за лозарите. Ова година очекуваме побарувачка зголемена, заради тоа што винариите се празни. Се надевам дека навистина сите ќе ги поклопиме сите моменти за да можат навистина да имаме срекни лозари и зголемено производство на лозарството. Јас сум убеден дека со сите мерки кои што ги прави владата, посебно и со новите мерки за нови дополнителни субвенции, за охрабрување за нови насади во делот на лозарството, она што го правиме со отварање на нови пласмани за финалните земјоделски производи, вклучително и за виното, освојувајќи нови пазари, цените во делот на производството на грозјето ќе растат, а истовремено убеден сум дека навистина ваквите политики на владата, кои што представуваат вистински партнер на лозарите, преку разговори со откупувачите, преку димензионирање на цените, чекор по чекор, ќе обезбедиме достоинствени земјоделци кои што ќе работат земјоделско производство, а меѓу другото и производство на грозје. Истовремено, сакам да знаат граѓаните дека владата посветено работи во обезбедувањето на сигурниот пласман, но секако ќе бидеме нивен партнер и во преговорите со цените. Ова година стартуваме со зелената нафта, директно. Еден огромен број на земјоделски производители кои што ќе имаат над 1 или до 1 милион денари вкупен приход, ќе им биде вратен персоналниот данок и тоа ќе дојде токму на почетокот на наредната сезона, кој што ќе им биде дополнителна субвенција, буквално и поддршка на тоа што ќе го работат. И зошто го зборувам ова? Го зборувам за да ги охрабрам нашите земјоделци да ги работат нивите, да произведуваат и да сметат на партнерството на владата. За нас тоа значи зголемено производство, за нас тоа значи зголемен извоз, девизен прилив во државата, но и за нас тоа значи секако екзистенција на граѓаните на Република Македонија. Мене ми е особено драго што денеска и во присуство на премиерот и заедно со лозарите ќе имаме прилика покрај тоа да го честитаме празникот на лозарите Свети Трифун, да ги соопштиме и новите мерки и политики на владата. Освен политиките во делот на тутунот, на вчерашната седница владата ја донесе новата национална програма за земјоделство и рурален развој за следните 5 години. Ги донесовме и годишните програми и затоа мислам дека е вистински момент и да се соопштат новините и мерките кои што ги предвидуваат истите. Оваа година со програмата и со уредбата предвидуваме зголемување
на субвенциите за сите лозари кои што имат меѓу 1 и 10 хектари лозови насади. Нашата интенција како политика ќе биде да ги стимулираме да го модернизираат производството, односно да даваме уште поголема поддршка на категоријата на земјоделци кои што навистина може да го донесат развојот. Затоа предвидуваме дополнителни 20% за оваа категорија да премине во уште поголема категорија согласно законот и ќе ја дадеме таа поддршка оваа година. Исто така новина во нашите мерки кои што се развојни е пред се поддршката од 12.000 денари како дополнителна поддршка за лозарите во делот на реконструкцијата на лозовите насади, односно обнова на сортите и на старосната структура на лозиот. Ова исто така, кој што се однесува за сите, ќе придонесе кон зголемувањето на квалитетот и на самото производство. Ќе придонесе и кон модернизација на лозарството. Во делот на програмите за рурален развој останува нашата силна поддршка на инвестициите за нови насади. Тоа се 50% инвестиции за секој еден нов хектар на лозов насад. Исто така и во делот на инвестициите за системите капка по капка. Владата на Република Македонија даде исто така поддршка преку политиките за рурален развој и за субвенционирањето на каматите, 50% субвенционирање на каматите, вклучително и на лозарите кои што ќе се решат да направат инвестиции. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја прошири програмата за стимулирање и на винариите, односно нивна поддршка на меѓународните саеми, кои што се особено значени и каде што се склучуваат договорите и се обезбедува пласманот. Ја зголемуваме таа поддршка и овозможуваме поддршка на винариите. Оваа прилика ја користам само да повторам дека и да додадам примерот што го кажа, пред десетина дена беа исплатени вкупно досега околу 530 милиони денари во делот на лозарството и се обидуваме оваа година да ги вратиме работите во нормалата, односно субвенциите да се исплаќаат во рамки на законските рокови. Оваа година исплативме субвенции кои што се 10% поголеми од основните. Знаете дека минатата година, уште на првите неколку седмици, владата донесе одлука и поради лошата година 10% зголемување на субвенциите на лозарите од 40 на 44.000 денари. И тие пари лозарите ги добија сега на време. За првата недела во март веќе договоривме првичен состанок и со винариите и со лозариите кој што ќе се одржи во Штип и се поканети сите винари на времено да ги започнеме сите подготовки околу мотивирањето и на винариите да навистина излезат исто така како и државата во пресред на лозарите и да што поголем износ на средства дојдат кај лозарите. Навистина, како влада сме целосно фокусирани да ги вратиме парите назад кон граѓаните и да она што е наша обврска и кон земјоделците и кон лозарите го исполниме. Многу нови мерки и политики опфаќаат овие нови програми кои што ги донесе владата и тие се пред се развојни и тие се пред се за развиено и модерно земјоделство. На крајот уште еднаш на сите лозари да им посакам берикетна година во која што навистина ќе имаме и род и квалитетен род кој што ќе обезбедиме и пласман, сигурен пласман и навремена исплата од сите.